почитуван председател на комисијата, почитувана председателке на Судскиот совет, почитувани колешки и колеги пратеници, пред нас денес на комисија е годишен извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2023 година. Со огромна доза на внимание го следев излагањето на председателката на Судскиот совет, каде што се осврна на неколку моменти. Тоа дека 2023 била исклучително тешка година, меѓутоа дека се работело 44 седмици, дека били избрани 42 судии, 11 председатели на судови, дека имало енормна зголемена активност, дека е потребно да се донесат законски измени. Фактички неработењето, непостигнувањето, недавањето на резултати се правда со намалениот број на судии и одбивањето на согласност за вработување. Бројот на предметите кои што беше нотиран е некаде околу вкупно 733.496, од кои што решени се 602.000. Околу процентот на довербата, некаде околу 20 до 25%, според кажувањето на самата председателка, и посебен дел се осврна на финансиската независност на судството, каде што во неколку наврати фактички се бараат во самиот извештај зголемена сума на пари, односно зголемен процент како зафаќање од бруто домашниот производ. Она што успеав да го најдам кои се тие надлежности на Судскиот совет, би сакал овде да ги наведам, за да се знае точно за самиот начин на функционирање на Судскиот совет. Судскиот совет избира и разрешува судии. Судскиот совет избира и разрешува председатели на судовите. Исто така тој утврдува престанок на судиската функција. Избира и разрешува судии поротници. Одлучува за дисциплинска одговорност на член на советот. Постапува по преставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите, председателите на судовите и судовите. Она што мене најмногу ми остави впечаток е дека Судскиот совет се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните во судството. Ако од една страна перцепцијата кај председателката е дека некаде 20 до 25% доверба во судскиот систем, она што треба да го знае е дека ние овде, дел од нас кои што бевме и членови на претходниот парламентарен состав, знаевме дека таа доверба која што беше оценета од сите релевантни институции дека се движи помеѓу 3 и 4%, ние ја оценивме како доверба во правосудниот систем која што гравитира некаде на ниво од 1%. И овде можам потполно да се сложам со председателот на комисијата, господинот Љупче Пренжов, кој што рече дека е на ниво на една статистичка грешка. И се поставува тука логичното прашање зошто е тоа така, зошто довербата на македонските граѓани е исклучително ниска, посебно во делот на судскиот, односно правосудниот систем. Има огромен број на процеси, овде беше спомнати судскиот процес 27 април, овде сега пред малку колегата кажа дека огромен дел од процесите кај што имаме висока корупција се процесуираат, меѓутоа нема завршница. Јас само ќе напомнам со еден пример кој што ни е во најсвежо сеќавање, а кој што дел од моите сограѓани во Неготино настрадаа. Тоа е првиот дел од операцијата Синџир, попозната во јавноста, каде што се случи нешто за кое што голем дел од граѓаните, најголемиот дел, знаат каде завршија парите, финансиските средства, меѓутоа настрадаа и се уште страдаат во казнено-поправните домови во
Македонија, односно во Шутка, лица кои што немаат никаква врска со самиот случај. Тоа е пример, школски пример, како не треба да се води еден процес, каде што судскиот систем, односно јавно-обвинителскиот систем, комплетно затаи, постапката се води на тој начин што невини лица кои што немаат никаква допирна точка со самиот систем, кои што не добиле можност никогаш, ниту јавно, ниту во судот, да го искажат своето мислење, да се третираат на таков начин и да се уште се во 11 месеци се во Шутка. Со што обичниот македонски граѓанин ќе има доверба во самиот суд, односно во самиот судски процес. Не постои правда, не владее правото, немаме доверба во ова партизирано судство. Затоа комплетно се сложувам со моите колеги кои што кажаа дека час поскоро промените мора да настанат, мора да се дојде до промена комплетна, за да може да дојдат луѓе кои што на сосема поинаков начин ќе се занимаваат и со правото и со правдата. Затоа што еден од основните услови за влез и приближување кон Европската Унија секако е владењето на правото. Со овој пример, кој што е најсвеж, само би сакал да апелирам да можат тие невини лица да излезат од занданите и да може да се конечно, да може да се бранат на начин кој што е достоинствен за секој еден македонски граѓанин. Ви благодарам. Благодарам и јас.